Новиот спонзор и првиот човек на струмишките рисови заедно го следеа пријателскиот надпревар меѓу рекометарите на Макс Струмица и Радовиш. Од неодамна струмишкиот ракометен клуб доби ново име на местото на Зоми Макем. Тоа е заради зајакнување на финансиската конструкција за СЕХА лигата, вели Славе Гошев. Значи промената на името беше токму во насока на зацврстување на финансиската конструкција на клубот. Значи Зомима како приватна фирма беше спонзор на клубот во изминатите 7 сезони. Меѓутоа сега нашите амбиции растат, буџетот на клубот расте, Зомима останува спонзор на РК Макс сега Струмица, меѓутоа главен финансиер ќе биде фирмата Макс. Од тие причини е нормално да и се промени името, значи со согласност и на фирмата Зомима, која што се уште е 100% акционер на клубот. Рисовите идната недела ги започнуваат дуелите од регионалната СЕХА лига. Стратегот Маријан Андонов задоволен како се темпира формата и како се вклопија новите засилувања. Се пробуваат некои работи, одбрана, напад, али мислам дека екипата е спремна за понеделникот со Војводина и ќе видиме што ќе биде. Новите засилувања се вклопени до некој степен, да кажеме некој 30-40%, меѓутоа треба уште работа. Уште тренинзи, нормално е тоа, во секоја екипа кога ќе дојдат нови играчи, се дешават некои работи, треба да се свикнат еден на еден, ракомето е таква игра. Дефицитарна позиција ни е моментално само пивотмен, значи ние сме презадоволни од играчот што настапува за нас, од страна го зедовме оваа сезона, меѓутоа најверојатно ќе треба да се донесе уште еден играч на таа позиција. Радовишани годинава со амбиции за пасман во плейофот и излез во Европа. Новиот стратег Владо Ѓорѓев не беше задоволен како игра Радовишани во дуелот со поискусните струмичани. Од овие два контролни надпревари со Струмица не можам баш да бидам во целост задоволен. Се уште има пропусти во играта, што во одбрана, што во напад. Иако денеска дојдовме малце и ослабени со оглед на тоа што Милордев имаше една мала ситна повреда од првиот надпревар и не сакавме да ризикуваме, исто и Бојан Белевски, така да малце задната линија ни беше поослабена, меѓутоа искористивме можност да проверам уште некои други играчи, за да знам калибарот на нивната игра, значи на кои играчи ќе се сведува екипата. Имам уште 3 контролни надпревари следниот викенд на турнирот во Прилеп. До тогаш мислам дека ќе успееме да искристализираме формата и некои грешки да коригираме. Двата тима и вечерва си ги одмеруваат силите со цел да бидат што е можно поподготвени за новата сезона. Струмичани со европска агенда, Радовишани на домашната ракометна сцена.